председателя, како се да е нормално во државата, продолжуваме да работиме по извештај од 21 година и тоа можеби за една од најзначајните теми што ја засега македонската јавност, односно за извештај што директно се однесува на килавата и слаба македонска демократија, односно за корупцијата која во време на владење на ДУИ и нивните измеќари од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има галопирачки раст. Наместо заеднички да се занимаваме со сузбивање на злото кое го има нарушено, тоест уништено институционалниот капацитет на државата, односно на владата, преку директно кршење и непочитување на процедурите, како и преку купопродавање на јавните функции и остварување на нелегален профит, ние денеска ќе слушаме оправдување од страна на власта која 6 години не е во состојба да направи квалитативен исчекор во борбата со корупцијата. Токму поради тоа што истата таа влада е носител и не само што е заштитник на корупцијата, туку таа е и нејзин промотор, односно стимулатор. Корупцијата во Македонија во целост ги има подкопано легитимитетот на владата и има уништено довербата во институциите. И ова се гледа од сите анкети кои се прават, било од домашни, било од меѓународни релевантни агенции кои укажуваат дека 73% од граѓаните сметаат дека Македонија се движи во погрешен правец, а довербата во институциите кои се задолжени да се борат против корупцијата е на најниско историско можно ниво. Извештајот на ДКСК сам по себе како форма е добро структуриран, но загрижува содржината од констатираната состојба, која реално е констатирана од страна на ДКСК, но и за која сите сме свесни и за која никој ништо не превзема. А никој ништо не превзема само заради остварување на личен бенефит на поединци кои седат на најодговорните функции во владата. Конкретно, колку како држава сме очајни, погледнете го делот во извештајот каде е споменато дека конечно инсталирана опремата која што ни е донација од Европската комисија. Зарем треба да чекаме од Европската комисија да ни донира компјутери за една од најважните институции во земјата? Понатаму, во делот на човечките ресурси, во структурата на човечките капацитети, има една работа која што јас цело време ја коментирам и не ми се допаѓа, тоа се табелите по категории, значи мажи, жени, македонци, албанци, власи, срби и така натаму. Ценам дека вработувањето и унапредувањето на луѓето не треба да се базираат на родова, партиска, верска, етничка или било каква друга припадност, туку дека треба да бидат базирани исклучиво врз база на знаење и компетенции. Во извештајот стои дека ДКСК морале да превземат вработени од Министерството за политички систем, тоа е она министерство во кое се сработи и во која министерот, односно првиот вице-премиер, има време да во канцеларијата да си игра фудбал и да си прави разонода. Какви лица се превземени од Министерството за политички систем? Дали истите се стручни и компетентни за борбата против корупцијата или се лица кои намерно и свесно се инсталираат во ДКСК заради следење на корупцијските скандали од интерес на ДУИ, вклучително и на нивниот доскорашен министер, останува да видиме во наредниот период, но факт е дека имаме злоупотреба на балансерот. Докаде оди абсурдот со така наречениот балансер, може да погледнете на конкретен случај на вработување токму во ДКСК. Случај во кој лице на исти конкурс конкурира два пати, и тоа за истото работно место, но под две различни националности. Значи, лицето, користејќи го лошо поставениот систем, во кој како услов за вработување се гледа неговата етничка припадност, е подготвено да си го смени идентитетот само за да добие вработување. И ова власта го гледа, но не превзема ништо. Значи, нека оди на штета на државата, но и на граѓаните, кои пак, кога станува збор за вработување, се обични етнички квоти, што е поразително. Во извештајот во делот на реализација на активностите за 21 година имаме фрапантна бројка на нереализирани активности. Во јавните набавки имате нереализирани 2 активности, а реализирано само една активност. Во вработување имате 5 нереализирани, само една реализирана. Во органите за спроведување на законот 9 нереализирани, 2 реализирани. Во здравство имате 9 нереализирани, една реализирана. Во образованието, внимавајте, не се реализирани 10. Во труд и социјална политика 2 нереализирани. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, тоа е она министерство кое што го предводи министерот, што доскоро го предводеше и беше прв министер за борба против корупцијата и ништо не направи. Доаѓаме до бројката на нереализирани активности 10, а број на реализирани активности 0. Ова е катастрофални бројки. Во економијата и бизнисот 5 не се реализирани, а реализирана една активност или сума сумарум од 111 мерки и 191 активност кои што се предложени во период до 2025 година
или 111 активности само за 21 година, ние имаме реализација на 22. Тоа некаде му доаѓа околу 20% реализација. Сега вака, јавно да си прашам, каде се залагањата за борбата со корупцијата, кога ваши владини функционери вршат обструкција на борбата со корупцијата? Од 111 активности за 21 година, 89 ќе се префрлат во 22 година. А што станува збор за активностите што требало да се, односно што биле предвидени за 22 година? Веројатно најголем дел од нив, како и ови од 21 ќе бидат префрлени во 23 година. И така само ќе си го одложуваме проблемот, чекајќи некој друг од страна да ни го реши. Зошто? Затоа што собранието нема слух. Доколку имавме здраво парламентарно мнозинство, кое наместо да ја демонизираше опозицијата, се зафатеше со реалните проблеми и веднаш после добивањето на извештајот, што во моментов го разгледуваме, а се однесува за 21 година, значи доколку веднаш се вклучеше алармот, бидејќи имаме само 20% реализација, можеби и немаше да ни испраќаат тимови од Соединетите Американски држави за борба со корупцијата и можеби и немаше во извештајот на Стејт департментот да ни посочат дека имаме, цитирам, сериозна владина корупција. Значи, повторувам, ова парламентарно мнозинство и покрај тоа што гледа дека на настани организирани од ДКСК, токму министрите кои имаат нула или имаат слаб број на реализација на активностите, воопшто не се појавуваат, ниту пак делегираат своји представници на тие настани. Значи, собранието не превзема ништо. Каде се надзорните расправи во собранието? Каде е мнозинството да ги повика на одговорност ресорните министри? Каде е мнозинството да го повика премиерот кој е најодговорен за овие ресорни министри? Колеги од мнозинството, со овој однос кон сопствената држава би требало да се срамите затоа што со овој однос Македонија е во друштво на африканските држави како Танзанија, Етиопија. Дури во извештајниот период сме послаби од некои африкански држави како Буркина Фасо, Гана и Ботсвана. Почитувана македонска јавност, корупцијата во Македонија е основа за застарување на предметите во судството, основа за пробивање на предметите во Министерството за внатрешни работи, основа за непостапување од страна на јавното обвинителство. Владата на ДУИ и СДСМ целосно го корумпираат судството. Цитирам од извештајот на Стејт департментот. Владата не секогаш е почитувала судската независност и непристрасност. Како тоа еднаш е почитува независноста и непристрасноста на процесите, а друг пат не ја почитува. Ова значи дека се што е во интерес на СДСМ и на ДУИ ќе заврши согласно нивните потреби, а не согласно законите. Колку е власта посветена на борба со корупцијата, погледнете ја дрскоста на премиерот, поврзана со случајот за надзорот на автопатиштата, оној последен скандал што изби во македонската јавност. Фирма за производство на долен веш добива тендер за надзор над градба на автопати, па поединци ќе си делат месечно и по 250.000 плата. Сега зборувам за евра. ДКСК изјави дека за тоа ќе отвори предмет. Премиерот со целата своја дрскост и ароганција кажа дека нека си отворат предмет, но ние ќе продолжиме. Ова значи дека власта ниту има слух, ниту има желба за надминување на констатираните проблеми кои ја држат Македонија закована на дното, не само во Европа, туку како што кажав претходно и послаби сме од некои африкански држави. Со овие криминалци на власт, далеку сме од борбата со корупција, далеку е од Европа, далеку ни е европската перспектива која што ни ја најавувате. Македонија е погодена од елементарна непогода. Некои тоа го викаат ураган, некои си го викаат брз воз, некои не се оттука и не коментираат и само им посакуваат успех на коалиционите партнери, затоа што толку можат. А народот вика дека излез од оваа ситуација и од оваа национална катастрофа се само избори. Избори за спас на Македонија и фрлање на овие нерани мајковци во заборав. Ви благодарам на вниманието. Иванка Василевска.